Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. I Sina i Svetio Duh. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, имам особена чест да го поздравам нашиот брат во Христа Господа, дјаконот Христо, кој што е по крв македонец, а по дух Свети Христов дјакон во Светата Антиохијска патријаршија во Соединетите Американски држави, наш многу познат дјакон, богослужител и богослов на Светата црква. Христова борец за вистината Господња, тој денеска е со нас со неговата домашна црква. Добре дојде, Отец наш, да ни доаѓате почест. Втора пригода за радост е тоа што денеска во свештениот град Битола се канонизира за светителка на Светата црква Божија, преподобната Стефанида. Преподобната Стефанида живеела долги години во Битола и таму, браќи и сестри, живејќи подвижнички му служела на Бога, особена грижа покажала кон децата без родители, кон децата чии родители погинале во тогаш многу често случуваните војни, балкански, светски, сега. А и за незиниот животопис ќе се информирате изборно, читајќи ја нејзината хагиографија. Тој чин на канонизирање веќе завршен и небото како не географски простор, како духовен и недимензионален простор, како простор безпросторен, познат уште под името Царство на Троедниот Бог, каде што архиерејот на сите архиереи служи постојана божествена литургија во сосложение на светите ангели, на сите свети души, сите свети граѓани на небесниот град, кои што до светоста дошле живејќи во овој свет подвижнички, сораспнувајќи се со Христа Господа, сострадајќи со Него, соумирајќи со Него, собогребувајќи се со Него, да би и воскреснале со воскресението Него. Небото е преполно со такви жители, несмртни, во Христа, Бога, Духом Святим, усовршени, со тенденција да ја постигнуваат неговата богочовечка мера и низ сите вечници. Имено во тој свет и на тој живот сме повикани сите ние овде собрани, и оние што од најразлични причини не дошле, а се членови на Светата црква Божја, но и оние кои што не се тоа да го познаат едниот вистински Бог. И нему животите своји во рака да му ги предаде. Трет битен настан кој што денеска се случува е изборот на бугарскиот патријарх. Некаде околу 2 сатот попладне ќе го знаеме неговото име.
уште не е доцна сите да се молиме, да се случи избор на најдобар можен кандидат, кој што ќе му биде безпрекорно верен на светото и свештеното предание на црквата, за да не се отвори уште една голема рана во телото на светата црква Христова, кое што е тело на Богочовекот Христос, и поради што секој обид од каква годе историска детерминација е однапред промашен и осуден на неуспех. Во црквата Божја, во светите храмови се собира црквата Божја, а на овој духовен простор, спиритус лоци, се случува тој чудесен пробив на вечноста во историја. Вечното време влегува во животот на Светата Црква со намера, имајќи сила да го преобрази историското во вечно време. А човекот во благодатен Богочовек. Затоа ни треба Духот Свет и затоа Свети Серафим Саровски е во право кога вели дека целта на христијанскиот живот е стјажание Духа Свјатаго. Браќа и сестри, молете се да имаме добар избор во православна Бугарија. На тронот на бугарските патриарси, а станува збор за стара, древна патриаршија, од крајот на првиот милениум на христијанството ја има, како така. Но денес постојат тенденции незините вечни темели да се подкопат. Во Софија денеска е собран цел православен свет. Има и делегација на нашата Македонска православна црква. Примена е со особена љубов и почит. Тоа го видов вчера. Рачунаат на нашите свети молитви. Немојте да изостанат, ве молам. И се тоа што досега го кажував, можеме да го ставиме во најголема, совршена согласност со евангелското читање што денеска го читавме. А тоа, вие сте изморени, јас нема да ве задржам многу. Ајде да почнеме од крајот на евангелското четиво. Последните ќе бидат први, а првите последни. Кои се првите што ќе бидат последни? Љубениците во светов без Бога. Оние за кои што таткото, мајката, братот, сестрата, синот, керката, нивите и крстот на својот живот од Бога благословен како поле на нашето персонално и соборно спасение го отфрва. Затоа што таткото повеќе го засакале од Бога, мајката повеќе од Бога, братот повеќе од Бога, сестрата повеќе од Бога, синот повеќе од Бога, керката повеќе од Бога, нивите, односно парите, овосветските блага, кои што им подлежат на црвците и рѓата, ги засакале повеќе од несмртниот и вечен живот. Но тие се првенци и предводници на човечки колективи со најразлична философска, идеолошка и религиозна определеност. Другите пак, кои што Бога го ставаат над таткото, над мајката, над братот, над сестрата, над синот, над керката.
и го земаат крстот на својот живот за да тргнат по Христа, откажувајќи се од себе грешните, од себе страстните, од себе смртните. Иако последни презрени од првите, ќе станат први. Тие ќе станат први. Зашто последните не ги забораваат првите. Во нивните молитви се присутни сите луѓе, сиот свет. Тие се борат за спасението на целиот свет и на целото човештво. Тие ништо за себе не барат. Прво за сите, а потоа и за себе. Такви Господ нас не сака. Жртвоприносни, подготвени да умриме за Бога и за ближниот свој. Подготвени да не убиваат, да не распињаат, да не плукаат, да не исмеваат заради Христа Господ. Подготвени никого да не распнеме, никого да не убиеме, никого да не исмееме, никого да не исплукаме, имајќи љубов кон Бога и кон ближниот свет. То се две заповеди, уште од Стариот Завет кажани, над кој што нема друга и поголема заповед или закон, и до кој што треба да се придржуваме со целиот наш живот. Љубовта кон Бога и љубовта кон ближниот свој. Се две заповеди што треба да ги исполниме, не правејќи никаков компромис со еден свет кој што не одвлекува од светот Божи. И така живејќи, ќе му обезбедиме иднина на човештвото и на светот во кој што Господ благословил да не има. За многу години сите свети да се секогаш со нас, ама и ние со нив. Амин.